Здраво, ова е подкаст од каде се парите, јас сум Горан Теменугов. Тема на денешниот подкаст е сајбер безбедноста. Се почесто до нас доаѓаат информации дека така наречените хакери напаѓаат големи системи како на моќни компании, така и на државни институции. Пред еден месец во Романија беа нападнати 15 болници. Во соседна Албанија беше нападната даночната управа и агенцијата за администрација, а кај нас фондот за здравствено осигурување. Но имавме и дојава за бомби преку електронска пошта која чудно се намали, односно исчезна од кога ги сменија мејл адресите во училиштата. Се почесто се вели дека сме во полн ек на сајбер, но и на хибридна војна. Исто така огромен број на граѓани користат интернет, со што тие стануваат потенцијална мета на сите оние што се чувствуваат дека се малку подобри со компјутери и можат да ги нападнат, односно да им ги земат информациите. За овие теми зборуваме со Филип Симеонов од компанијата CPP Service или Cyber Protection and Privacy Services, која што работи експлицитно само сајбер безбедност, односно нуди услуги за cyber security и првиот many security service provider во регионот, како и првиот security operation центар кој што моментално работи во Македонија. Дали можеме да правиме разлика помеѓу сајбер напади и она што сега многу популарно гледам политичарите во државава го употребуваат, хибридна војна? Има разлика помеѓу едно и друго? Значи, дефинитивно. Јас многу пати го разложувам што е тоа хибридна војна. Хибридна војна ние сега почнавме да го слушаме, односно ја хибридна војна како го разбирам дека нешто кога не можеме со сила да го направиме, па ќе одиме некако, не можеме физички, па ќе одиме логички ќе го направиме. Тоа е исто хибридна војна, дали го нарекуваме оно кое што вика сега у банките не мораме да влегуваме со оружје да напаѓаме да ги земеме парите, едноставно со хакерски напади ќе успееме сами да ни ги дадат парите, ќе ги натераме сами да ни ги дадат парите. Ја тоа го разбирам хибридна војна. Не го разбирам хибридна војна ако некој се обиде да не нападне или некако има некакви си намери да наруши безбедност или да влее страв во луѓето како што беше бомбите. Затоа викам, но сајбер нападите се сајбер напади. Едноставно тие се фокусираат на технологијата, се фокусираат на луѓето, се фокусираат на алатките со кои што дигитални алатки со кои што ние работиме. Тоа се телефони, сајтови. Значи во суштина дали позади сајбер нападите постои чисто материјален мотив, односно да се дојде до податоци кои потоа ќе се што се вика продадат и ќе се добие пари од тоа? Па најголемиот случај да, но некогаш и заради превласт и заради нарушување на репутација. Затоа кога ги пресметуваат ризици, ги пресметуваат дали се работи за некаква нарушување на репутација, за преземање податоци, нели изнуда за пари, али генерално 90% се заради дефинитивно ради пари. Но каде што имаме state sponsor напади, кој што ги спомнавте, Албанија, каде што официјално се објави дека Иран, државата застана позади успешните напади врз албанските институции и компании. Во тој случај state sponsor така, односно спонзорирани напади, спонзорирани државата, се работи за репутација, дека еве ние и кралот ми сега ќе објавуваме за вас различни документи, например беа објавувани плати на функционери, плати на луѓе. Исто така имаше понуда ако сакате да знаете за некој функционер кукава му е платата, исто да обратиш информација до хакерите да ти ја дадат информацијата за платата. Значи тоа беше све на некој начин јавно објавено и така да тука се работеше за репутацијски ризик. За репутација. Да. Сега пред да навлеземе за безбедноста на државните институции, некако го поделивме на неколку сегменти муабетов. Значи првиот ќе биде за граѓаните колку се безбедни, колку се компаниите безбедни, бидејќи се исто така цел на напади, и државните институции колку се безбедни, односно што треба да се прави да бидат безбедни. Првиот ќе дадеме оценка, па после и решенија, да видиме како стоиме, но прво основно прашање што е ајде некои генерации се посвесни или некои луѓе се посвесни дека постои опасност од сајбер нападите. Дали сите оние што зборуваат дека има опасност ја зголемуваат премногу опасноста или на вистина има сериозни најави за дека се зголемува небезбедноста во сајбер просторот? Дали се зголемува небезбедност или се зголемува опасноста од и едното и другото?
Значи, Дали е сега поопасно од претходно и колку сме ние дефинитивно, свесни за сето тоа? Па дигитализацијата сама си носи по себе и нели одредени ризици. Во моментов сакаме да се дигитализираме за да не биде поедноставен животот, нели имаме едно шалтерски систем, имаме интероперабилност, имаме сакаме со еден клик до сите документи, нели? Добро, тоа не ни функционира кај нас добро. Океј, сакаме сакаме тоа да го постигнеме, нели? Естонија е најдигиталната држава каде што во Естонија нема никаква хартија, нели? Нема ни кеш пари више во Шведска, во Норвешка. Значи дигитализацијата сама по себе си носи одредени ризици, но и отвара врати и можности за хакерите некако да го искористат тоа да си добијат, затоа што они имаат тоа работа. Да, ама дали сме свесни дека е опасно? Значи, Бидејќи свесни сме дека ако на црвено на пешачки поминеме, кога ни е црвено, дека може да не удри кола, него не изекува. Свесни сме ако не ја заклучиме вратата дома, дека може некој да се влезе. Изволте, дојдете, почастете се што имаме. Но дали сме свесни, вие работите со сајбер безбедност, дали ние како граѓани сме свесни? Ако збориме генерално за нашата држава? Да, генерално за нашата држава. За нашата држава ако збориме многу не сме свесни. Ајде да речеме дека воопшто не сме свесни, ама многу не сме свесни. Но не можам да кажам дека нема па напредок. Има напред со овие регулативи, со овие објави за напади. Затоа ја цело време постојано кажувам и каде излезам на некаква јавна дебата или некаква јавна емисија, постојано инсистирам да се објавуваат нападите. Затоа што само така ќе се зголема ФЗОМ, јас го поддржувам тоа што се објави за ФЗОМ за нападот. Кој што го споменав. Јавно од тогаш наваму верувајте дека има голема импликација на свеста на луѓето каде што и на компаниите каде што викаат чекајте па не било безбедноста трошок, зборуваме за инвестиција, за нападите во институциите и како се штитат и дали е лесно или тешко да се заштитат и да објасниме у суштина дали е хардверски проблем, односно проблемот и софтверски проблем, лесно се пробива софтверот, па влегуваат во хардверот и ги крадат податоците, или е човечки фактор, но тоа малце подоцна ќе зборуваме. Мене ме интересира од вашето искуство како човек што работи во сајбер безбедноста, кој најмногу се на удар на нападите, на хакерите? Дали се тоа поединците, физичките лица, ние граѓаните во суштина, дали компаниите, дали државните институции или сите подеднакво се таргетирани? Буквално сите не можеме да направиме разлика. Буквално сите се подеднакво нападени. Видете, хакерите сега ќе барат својата можност. Тие буквално не спијат. Сега ќе барат ново opportunity, каде што може да искористите за работа, нели, плата. Исто како што ние гледаме да добиеме секој нов клиент, исто така тие го барат својот нов клиент. Затоа дали било физичко лице, дали било компанија, дали било државна институција, тие се постојано на интернет, постојано истражуваат и постојано нешто барат за да дадат некоја дупка или ранливост која што може да искористат односно и да искористат исто и човечката свест каде што е најлесна за искористување, се со цел да се одземе, да се направи некаков да речеме не криминални, да се одзема некакви средства, односно да им ги дадеме ние како затоа што во целиот тој синџир, ако земеме технологија, хардвер, софтвер кој што споменавте, луѓе, човекот е најслаба талка во синџирот. Затоа што свеста нели е многу ниска во однос на сајбер безбедност и секој човек, индивидуа кој што можеби не работи во наша област или слична во наша област, да речеме во IT, трга од моментот кој тоа на мене ќе ми направи, кој сум ја па мене, но токму на него. Затоа имавме нели нападиве кои што беа према физички лица беа наменети во последно време за преку пораките SMS, преку Viber пораките за пошта, за пратки, пред тоа за Визер 1 евро, за Телеком за 1 евро исто за телефон. Сите тоа се генерирани фишинг, ние ги викаме фишинг кампањи во кои што самиот човек се излажа дека ќе добие некаква корист без ништо да направи, или оние мејлови кои што се ќе добиете 1.000.000 евра, имате наследство, или добивте награда, а вие не очекувавте од никаде. И затоа таа ниска свест и односно на лакомост дека нешто ќе добиете без да вие го одработите тоа или не го очекувате да го добиете, луѓето се лажат и ги внесуваат своите податоци, едноставно сами ги даваат податоците на хакерите без притоа они само ви праќаат порака, вие треба да внесете некакви податоци во некаков линк. Се доаѓаме
може да констатираме дека нема добри хакери, сите се лоши и имаат некоја задна намера. Тоа не би се викале хакери. Да, не добро. Не, има. Имаме Тоа се дека- викаат етички хакери. Например, ние во нашиот тим имаме етички хакери. Зошто етички хакери? Затоа што тие ги симулираат хакерите, односно напади Адвокати на ѓаволот, што би рекле, Да, мора симулираме, по службена должност нашиот тим симулира хакерски напади да бидат лоши. и Добро. симулираме хакерски напади да видиме колку одредена компанија е отпорна на такви напади и ги пронаѓаме сите нејзини дупки, даваме решенија како вие понатаму заштитите, односно од вашето заштитување понатаму, завршување на заштитата понатаму, вие сте да речеме 99% безбедни. Никогаш не кажуваме дека сме 100% безбедни. Али има етички хакери. Имаме. Затоа вик се делат хакерите на white hat, black hat и grey hat. Black hat се тие опасните оние кои што нели демнеат, кои што цело време барат извор за се таргет за напади. Филмовите ни придонесува да имаме представа дека хакерите се оние кои што седат вака со лаптоп и можат да пробијат каде што сакаат во системи на авиокомпанија, на аеродроми, на контролни кули, да енергетските системи, например на Соединетите Американски држави да им влезат без проблем. Значи едноставно со едно лаптопче, па гледаме она научна фантастика со едно лаптопче хакира вонземјани па ги уништија без проблем, мислам Вил Смит и кој беше другиот глумец. Значи филмот не ми текнува одамна, е стар филм. Значи успеваат со едно вака лаптопче и успеваат. Дали тоа е поентата на хакирањето, едно лаптопче и брзи прсти со 10 прсти да се куца брзо и да се мисли брзо и да се знае што прави, или сепак тоа е само идеализирана филмска слика, туку хакирањето е нешто поразлично? Значи, да, со едно лаптопче може да се случи све точно. Едно лаптопче е потребно, али дека со така со брзо како што ни го прикажуваат филмите, воопшто не. Тоа е еден процес кој што може да трае со денови, со месеци, со години. Затоа викам, хакерите имаат неопределено време на делување. И они може да делуваат колку што сакаат, цел дека не остварат својата цел. Затоа што они како иде тој чейн, синџир на он прво ти истражува све за ваш, например, збораме кој е таргетиран напад. Според нашите сознања 80% од нападите не се таргетирани. Но како тие 20% може да бидат таргетирани или нарачани. Сега во тие 80% кои што не се таргетирани, тие има одредени ботови кои што се движат по интернет и сајтови, сервиси кои што цело време нас не скенираат. Ние постојано, затоа што нели го работиме тоа и следиме неколку битни институции во држава каде што ги следиме цел тој сообраќај што се движи од надвор и гледаме колку се скенирани тие, и затоа имам некои статистики тука што подоцна може да ги прикажам. Чисто само информативно имаме за една година детектирани околу 105.762 обиди за напади на 10 институции, со 105.000. На 10 институции. На 10 институции 105.762 напади, обиди за напади. Значи тука имаат разни напади, од фишинзи, скенирања и слично, сега да не по 10.000 по институција би било обиди у суштина. Па не. На различни добро од прилика просто. Да, 100, значи тоа годишно. Тоа е огромен број на напади. Значи, го кажам само детектирани напади, значи кои се така обиди за напади. Обиди за напади. А иначе во делот за колку трафик се во вие 105.000, тоа се во милиони бајти. Но, што сакам да кажам уствари во однос на хакери? White хакерите се тие кои што нели треба да направат системот да биде безбеден. Grey хакерите се оние кои што се ни ваму ни таму, односно и прават да биде системот побезбеден, но и знаат да бидат како црните хакери. И Black Hat хакерите се уствари оние кои што нели. Да, сега малце пресметува околу 29 обиди дневно, значи би било по институција напад. Тоа не е така детектирано, значи детектирано. У суштина дневно, ако ги поделиме 105.000 обиди за напад, у суштина по 29 дневно по институција. Еден треба да биде успешен. Еден треба да биде успешен. Значи, да, она што би рекол Вејн Грецки, не можеш да се жалиш што не си дал гол ако не шутнеш кон голот, и од 100 шута барем еден ќе влезе. Тоа е у суштина поентата на нападите. Некаде ќе успее. Сега дали рече со процес е долгорочен, компјутер со еден лаптоп може тоа да се направи, но треба време и знаење, но дали најчесто се напаѓа
сега терминологијава нема и да се смееш, не ја знам, инфраструктурата на компанијата или на државната институција, или се користи човечка слабост, бидејќи првиот најголемиот хакер од 80-тите години, кој што после стана во добрата страна, почна да работи на заштита, Кевин Митник, мислам дека беше, не беше познат како мајстор со компјутерот, со кодови за да упаѓа. Не беше мајстор за социјален инженеринг. Што значи тоа? Што значи тоа е нешто што се игра со свеста на луѓето, го манипулира мозокот да размислува на друг начин. Можам да кажам пример, сад не знам психолошки тоа како да го презентирам, ама го натерува човекот да мисли онака како го манипулира буквално, на пример се представува како он го доби Моторола кодот. Тоа е најпознатиот напад кога се јавува како се представува на телефон како администратор од системот и му треба аксес до одредена до кодот и му треба юзер и пасворд и девојката по телефон нормално со симулација дека он е администратор, дека ги знае работите и му дава юзерот и пасворд. Кај нас тоа се прави преку фишинг нападите и преку овие Viber што ги зборе Визер и слично, или они ги вика преку Viber овие се викаат вишинг напади, смишинг напади, извинете. Но фишинг нападите се на пример кога симулира Microsoft страна на мејл. И ви дава информација дека мора да промените пасворд. И ви уствари го давате пасворд на сосем некоја лажна веб страна. И така исто така има многу различни сценарии од типот на освоивте награда, внесете ги вашите информации во овој вебсайт за да ви ја доставиме наградата. Освоивте, не знам, 5000 евра, внесете ги информациите. Сето тоа што работи на човечкиот мозок како работи. Лакомоста ќе добиам нешто ако ги оставам информациите. Ќе добиам награда некаква или слично. Како оди тој процес? Кликнуваме, пополнуваме нашата мејл или даваме кредитна картичка бројчето и толку он си повлекува пари. И си ги повлекува парите. У суштина сме измамени. Така. Сега доаѓаме една од темите, трите главни теми. Извини, те прекинувам. Да, едно од најбитните, би сакал да го потенцирам, зашто ако некои компании не слушаат, многу е запазен нападот кај компаниите за овој социјален инженеринг со промена на фактура помеѓу два комитенти, клиент и корисник. Во многу случаи едниот од клиентот или корисникот е хакиран, односно неговиот мејл е хакиран и е пресретната нивната имејл комуникација со тоа што кога доаѓа моментот на плаќање, односно кога ќе треба да се размени фактурата за да се плати одреден износ, тогаш се променува сметката и се дава информација до плаќачот дека промената, дека сметката, односно IBAN или како и да е Swift-от е променет, ме молиме направете уплата на оваа адреса. И без при тоа да приметат плаќачите дали се променети некакви иницијали, некаков домен во самиот мејл, дали е променето нешто од содржината, едноставно само го прифаќа како мејл, и многу често компаниите уплаќаат на погрешни сметки и потоа нема назад, зашто таа сметка повеќе се гаси негде во. Го има ли тоа во Македонија? Многу често. Многу често го има. Да. И како сега ја скокнавме тоа за граѓаните, одиме на компаниите, но веќе не е тоа проблем. Како тоа да се спречи? Има ли начини како да се спречи? Свест. Само треба да се размислува дека не може да компанија да ти смени сметка во мејл. Едноставно затоа секогаш ние ги советуваме и нашите клиенти, луѓе и пријатели дека секогаш кога ќе добиете таква било од кој макар и од нас како постојани клиенти или постојани плаќачи или било како, да јавете ни се преку Viber комуникација, преку телефон, повик, најсигурно е повик, преку повик дали стварно имате заменето сметка да потврдат или не. Затоа што ако ја поминат парите, поминат контролата на банките, во тој случај парите му тешко после скоро никако не може да се вратат. Сега добивам, јас сум фирма, имам фактури за плаќање стотици. Илјадници, например, сериозна компанија, паќе ми доаѓа сега, например, од твојата компанија мејл вика, се личи на се со име, со се, само вика,
на подсметка или на сметка овие пари, овоја фактура треба на друга сметка да ми ја платите. Да, секогаш да се провери. Ама зошто би се посомневал? Вие може имате 10 сметки, како и секоја компанија, 20 сметки, едноставно зошто би се сомневал на такво нешто? Па затоа што не е логично да се сменува сметка во мејл, да се внесува во мејл. Едноставно може да се информира, па во друга фактура да се внесе. Али секогаш кога се прави промена на сметка, однапред се кажува, некога се дава фактурата. Значи, Добро. секогаш како и да не е сомнително, и да е вистинито, секогаш треба да се направи повик. Еве, например, дали има случај да се прати мејл, ја менуваме сметката, ве молиме, например, денеска и утре давам фактура со новата сметка, но и првиот и вториот мејл се лажни. Односно ја ги праќам и... Да, може секогаш кога има промена на сметка треба да се потврди преку телефонски повик лично. Да, секогаш. Затоа што многу има случаи каде што е пресредната комуникацијата, но најчесто и се менува негде е хакиран мејлот па во име на хакираните, но секогаш се менуваат домеин имињата во нешто слично или во различно, но не обрнуваат луѓето внимание на името исто и презимето да речеме, но домеин доменот е различен. Да. Сега, како тоа во банките исчезнуваат, одеднаш се затвара физички или играат со сметките една на друга сметка? Не, кореспонденти банки се тоа. Например, ако излезе од кај нас, има некои кореспонденти банки. Најчесто хакериве приметувам до сегашни случаи што сме ги истражувале, се користи Revolut банката во Лондон каде што не даваат информации за собствениците и едноставно тоа е виртуелна банка. Да, и најчесто вика се добиваат парите, се гаси сметката и никој не може да ги најде веќе. Нема враќање назад. Не верувам дека никој не може да ги најде, пак мораш некакви податоци во Revolut да остави за да регистрираш таа сметка, него тука треба да Интерпол да се вклучи и све останато за да може многу сложена е процедурата да добиш парите од некаде, али сепак мора тие пари некаде на друга сметка да влезат, па ти да може да се исперат едноставно, мора да има некоја Сигурно има трага, но не сме навлегли до толку да видиме. Така. А се случува ова често во Да, дефинитивно. Да. Не сум свесен дека ја тоа мислам дека по филмови нешто лево десно, дека Македонија е безбедна оаза. Моментално е најзастапен напад кај компаниите. Затоа ви кажам, ако не може да хакирате технолошки, нели, да го пробиете да влезете во неговиот систем, како што најчесто се случува, во тој случај се оди преку социјалниот инженеринг. Добро ли се заштитени компаниите технолошки, значи да не може да им се упадне? Не, зависи. Мислам, тука би ги тонолна страна банките кои што ги следат сите безбедносни процедури, едноставно инвестираат во безбедноста, но другите сите се многу пониско. Има и случаи, не викам не, али дефинитивно се уште го сметаат како трошок и уште си одат по таа девиза дека кој тоа нас ќе не нападне. Ама стварно, кој би ги нападнал? Па не е така. Секое дигитално средство кој што изложено на интернет е потенцијален таргет. Така да, јас сум имал случај каде што компанија со 4 компјутери е заклучена цела, ми се јавуваат што да правиме. Со 4 компјутери. И што да правите кога така ќе се случи? Ништо, едноставно пробуваме колку можеме да помогнеме, помагаме. Но многу е тешко веќе кога ќе се случи инцидент да помогнеме, едноставно што можеме да направиме да го решиме, да видиме како се случило тоа, да го блокираме тој пат на хакерот, да не може истиот да го искористи понатаму за понатаму. Рекавте вие сте компанија кои што имате и добри хакери, колку често користат компаниите, значи не збориме за банките, тие се сериозни системи, значи зборувам за помалите компании, колку често користат да бидат доброволно хакирани за да се види колку им е слаб системот и за да побараат помош. Често е тоа или не е често? Доброволно значи да се извршат самите тестирања? Да ве побараат, да речат сакаме да не хакирате, да видиме колку. Во последно време многу често, значи банките веќе ги имаат таа врска неколку години, десетина години уназад, мислам дека може помалку, но согласно законот за банки од Народна банка, тие го имаат како врска, но веќе се позачестено го прават тоа и се повеќе расте потребата нели од тоа етичко хакирање или односно ние го викаме нашиот речник пенетрацијско тестирање како сервис и се повеќе бараат и односно новите стандарди
кажуваат, го пропагираат, односно кажуваат како мандатори барање дека треба да биде пред секоја продукција еднаш годишно, 2 пати во годината да се прави тестирање на самите системи. Рековме, банките се сигурни, но некои платежни сервиси за картички, за кредитни картички и за дебитни за кредитни картички беа пробиени пред година, дена, 2 години, имаше големи пробивање на податоци. Значи, како зборуваме за светски сервиси за кредитни картички, како може да пробијат такви сложени системи? Би требало да се најзаштитени, бидејќи тие се Ако мислите на SWIFT, не, мислам на Мастер, на Виза, на сите тие имаше податоци и малце беа пробиени. Ама, значи Мастер и Виза не би ги ставало ова се уствари напади кои што се извршени можеби на некои процесни центри каде што се обработуваат податоци, дека не сум чул за процесинг центар некој дека се укрene можеби на некој провайдер кој што ги чувал картиците, а не требало да ги чува. Да, така да го тој сервис да хакирам, па така да биле извадени податоците. А дека процесинг центри ти имаат збориме за податоци, не збориме за пари украдени. За податоци. Значи дефинитивно некој провайдер кој што како вебшоп или нешто слично кај што ги чува податоците. Мислам дека процесинг центар не сум чул до сега дека. Добро. Освен Swift-от кој што е нели интернационален, кој што беше хакиран во која негде во афрички земји беше, мислам дека. Сега се поставува прашањето, едно е да се хакира, да се добијат пари, она што го викаме конкретна пара за со одреден напад, да се извлечат пари, да се префрлат на сметки или да се уценува компанијата со заклучување на системот и да се бара пари за клучот, но што е поентата да се крадат податоци од компаниите, на пример? Што се добива со сето тоа? Значи, првичната цел на, како што спомнавме претходно, првичната цел на напаѓачите нели за да направат некаква уцена. Ако не е state sponsored и не е репутацијски нели нападот. А кога збориме за рансом, односно изнуда, најзастепениот напад моментално, односно оно што највише носи приход на хакерите е да влезат во системот, да извадат податоци, да ги заклучат и прото да бъдат изнуда за отклучување. И при тоа го докажуваат тоа дека ние имаме податоци за вас, ако не ни платите ќе ги објавиме јавно. Да. И сега тие податоци, они обично хакерите и немаат информација кај влегле, тие нашле слабост, влегле, заклучиле, можеби влегле у собрање или у болница, можеби знаат, можеби не знаат, но генерално и не знаат. Да, имаше напад на болници, имаше на нашиот ФЗО, Фонд за здравствено осигурување. Која е логиката да се нападнат болници, 15 болници имаше вез во Романија се нападнати пред еден месец, а лани оваа време некаде се случи нападот на Фондот за здравствено. Изнуда. Како што спомнате за ФЗО, нели премиерот изјави дека се работеше за ransomware, ја претпоставам дека тоа беше заклучени податоци и нигде не излегува дека се имаше дата breach, односно дека се извадени податоци таму, затоа што доколку беа извадени податоци негде ќе се објавеа. Ние следиме Darknet, следиме Deep Web, така да ќе зборуваме и за Dark Web. Да, следиме сите тие извори ги следиме, така да ќе ги најдевме доколку се објавеа негде по некој форум или доколку се продава. Затоа што едно најпознатите групи. Што се тоа, што ќе продават, како ќе заработат од тоа? Кој има интерес да купи такви податоци? Видете, например, ако се кориснички податоци, например телеком оператори, да речеме, јас знам за случај каде што беа продавани 700.000 податоци по 1 евро. 1 евро, 700.000 евра беа продавани за да конкуренција, например, да се ја купи конкуренција, да ги купи и потоа истите да ги контактира. Да ги контактира, овие се украдениве податоците, 700.000 луѓе ги контактира. Им се јави, да ги придобие према својот оператор. Има така многу работат и осигурителните компании, исто купуваат податоци за да може нели осигурителниот бизнис исто голем бизнис кој што се надпреваруваат едни со други, сега да си ги презимаат своите клиенти.
Така да само за таа Или цел да не ме осигуруваат, на пример, ако сум или болен, кажам, да на пример, еве Lockbit, едно од најголемите, да речеме, најголемите, али као најопасните групи, хакерски ипити групи, они на пример имаат свој портал. Замислете, имаат портал со кол-центар, не кол-центар, чат-центар, ајде да речеме, кај што си се допишуваш, си се најавуваш, он ти остава тебе ID во твоето ID, во заклучените фајлови ти остава писмо, со ова ID ќе ме контактираш и отвораш ID, си се најавуваш и ти се комуницираш со нив, си се ова ќе те чини волку, ајде дај ми податоци. Доколку не им платиш, тие ги објавуваат јавно податоците и они си викаат, они ќе имаат корист ако им платиш. Ако ги објават податоците, ти има само ризик дали имаш ти некакви критични податоци што треба, како што беше нели WikiLeaks, како што беше таа беше критични податоци кои што нели се објавуваат, тоа беше не беше за пари, беше нели идеологија. Така да не е секогаш дека он вика од 100 компании еден ќе плати. Јас ќе си ја заработам платам. Ама нивните пари негде се движат у милиони. Момента знам дека откупот во Германија на таа една од најголемите фабрики за оружје во Дизелдорф, што беше хакирана и заклучена целата, 30 милиони евра беше откупот. Него му е достава една година да добие 30 милиони. Да. На сите ни е достава. Баш кај преговараат. Баш кај многу интересно преговараат. Ај си ми, јас знам компанија која што мали компанија кои што сме ги спасувале, кои што сме преговарале ние со хакерите се со цел да ги спасиме, затоа што не можеш да ги спасиш некој можеш, некој не, зависи со каков клуч е заклучен, односно кој ransomware е употребен. Од, да речеме, $10,000 бил откупот, се смнувале на $100. Зашто виделе дека Ќора е фирма, да се извинам, не е Ќора, туку е Малец. Нема да плати едноставно. Да, и 100 дај ми. Да, и едно кафе да се напијам. Да. Они очекувале милиони. Иначе кога збориме за ревењуто што го имаат, баш извадивме нека статистика. Значи во 2023 година 1,1 милиарда долари е приходот од хакерските напади. 1,1 милиарда долари. Ова е според некои статистики светски што се водат. Во 2022 561 милиони било, во 2021 во време на короната 983 милиони. Видите како е еволуцијата. Значи све поразвиени се затоа што сега имаме IoT, имаме нели дигитализација, сите се дигитализираат, имаме паметни коли и слично и сега све е тоа opportunity на можност за хакерите. Се зборуваме за 30 милиони преговарање, тоа е добра пара, но зошто би напаѓале граѓани за ситна пара? Дали има различно ниво на хакери, имаме она како во животот ситни криминалци, џепароши што се џепчи, што би ги рекле, значи ситни криминалци што крадат велосипеди, моторчиња и имаме крупни што искрадуваат држава, што би рекле. Мислам што направи пари, имаат свадби после по милион вати прават. Значи во суштина оние ситните хакерчиња ги напаѓаат граѓаните, ги ловат за ситни пари, оние крупни хакери крупни пари ловат. Може да ги поделиме така? Па не, видете се, ова према луѓе кои или ловат се, хакер лови се. Не, према луѓе кои се нападите се дефинитивно организирани и добро смислени. Затоа што за тоа на пример еве Значи не се она мене ми текнува и чека сега ќе изложам. Тоа се добро организирани затоа што прво треба да се обезбеди база на броеви, така. Да речеме преку SMS. Ако иде преку имејл, база на имејл адреси. Значи тоа се све тоа треба да биде се организира, па после се смисли кампањата. Што ќе го натера човеков да кликне? Нели? Што ќе ме натера пратка имаш Визер, нели Телеком за €1, iPhone. Визер, нели со тебе одлетање луѓе за €1. Така. А знам дека и мои пријатели го за €1 сакаат да летаат, а усари ги кошташе. Сите сакаме за €1 да летаме. И кошташе €20. А €20 ги кошташе и ако не ја блокира картицата, не ја сменат, односно блокираат ја сменат картицата, тоа ги кошташе секој месец секоја недела по €20. По €20. Значи они се прават како subscription. Ти си се претплатил сега си се претплатил да учествува за €1. За €1. Да. И он усвари секоја недела му зима пари, зашто ти си му ја дал. Нема потреба, не те натерал. Он ти рекол еве ти кампања. И мислам дека околу 60-70 нешто такво збројки имам слушнато луѓе. Па се рачунете дали е ситно. 60-70 по €20.
Да. Многу е. А? Милионче, 1.200.000, 3.400.000, така нешто би дошло ако 60-70 по 20 евра. Значи нема ситне, не е ништо на ситно, како не е тоа ситен криминал. Не е индивиду, ако е индивиду. Исто ова со Иако ме пошта. ловат мене, Ова тоа- со пошта. Нели тоа не е- беше добивте вие порака со пошта? Не. Не добивте. Ето гледа, вие не сте били од таргет листата, не ви го нашли ваше од број. Абе јавно достапен, нема добро, окей. Нема врска. Не сте били они кои тие бази кои што не ги нашли. Знаеш што? Ово значи кога се напаѓаат индивидуи, тоа е крупен криминал у Да, суштина, на не е ситно, ништо али ситно. на ангро што викаме, нели, на големо. На обрт одат на што обрт, поголемо, да. не одат на таргетирана една компанија, и за Он да не може, излучат горе. он не може затоа што тоа беше Facebook кампања со Визар, не беше со SMS, али преку Facebook колку има пристап? 1 милион луѓе има македонци сигурно. Мислам да, дека 60-70 супер процент на успешност. супер. И како да се заштитиме од ваквите сега како индивидуи? Свесност. Свесност. Верувајте дека за 1 евро нема лет. Верувајте дека никој нема да ви подари 1.000.000 евра. Немате наследство од 5 милиони евра. Добро. Да, или ако не сте нарачале пратка, како ви стига пратка? Така. Са има индикации дека коинциденции дека А што ако стварно да, некој AliExpress, да. ама некој да ми остави. Ама дали некогаш па пошта би пратило вас порака дека ти е стигната пратка? Не Не е пошта чудно. и да е стигната не ни праќа ништо, немаме поима. Така. Мислам. Значи не е чудно. Добро. И сега, али стварно, а што ако ми оставиле, например, во Турција, она ми се појавува нонстоп за пријателка на Facebook, една госпожа турчинка, цело време ми вика дека имам околу 7, 8, 9 милиона евра, Да. што треба да ги поделиме. А што стварно ако е точно, а ја ја пропуштам шансата? Не верувајте дека не. Ама може, 1% да е шансата. Да пробам да кликнам. Јас сум пробал да си играм со таквите Добро. и да си фала, и да го Добро терам, е. да го терам процесот да видам до кај ќе оди. И знаете до кај оди? Испратете ми вашата кредитна картичка да ви ги уплатам парите. Добро, ќе Прво бараше пасош, Добро. слика од пасош. Ја и пратив некој од интернет што сум нашол. Некој што оставил на интернет пасош од Google. Што си нашол Добро. слика. Не обрнува да ме внимание на тоа. И потоа цели кон тоа да се остиг дајте ми ги кредитните овака. Значи, у суштина, броевите кој ќе ни кредитна побараат кредитна картичка, бројот на кредитната картичка, да знаеме дека сакаат да не мамат. картичка. Нормално. Добро. Дали често се случува, повторно ќе останеме на ниво на граѓани, значи на нас, да имаме обиди за, ево, мојов лаптоп некој да пробие, да дознае што имам, како имам, значи од хакери, не зборувам државата што се обидува, мислам преку тајните служби да видне што правам, како правам по телефончето и сите тие работи, бидејќи веројатно некаде ќе проценат дека треба тоа да го прават, но чисто хакерска група, дали би ме таргетирала мене за да види во мојов лаптоп што имам и што би можела да ми украде? Доколку ти им даш дозвола, да. Што значи тоа? Па еве претходно нели зборевме за торенти. Така? И нели зборевме дека како да се заштитам. Вие со самото симнување на торентот, кога дозволувате да тој влезе во вашиот компјутер, може во него има некаков малвер, тројанец, вирус или слично црв. Не користам торент, не смеам да кажам дека користам, после ќе речат што симнуваш по ово. Не зборевме за Да, не добро. Се шегувам. Дали сум заштитен доволно со што И- имам основната средства? Да, но секогаш треба да бидете предпазливи до каде што кликате, каде сурфате, секогаш они како користат, они пуштаат нели малвери ги по тие торенти каде што нема контрола на вебсајтот, што и како закачуваш, дали си малициозен, не си малициозен. И сето тоа потоа кога ќе навлезе во самиот компјутер, тој е тивок. Тој не прави ништо. Едноставно само може да снима, да прави информации, се дека моментот дека не рече сега ми треба оваа информација или сега ќе заклучам компјутерот, потогаш ќе направи некаква активност злонамерна, се со цел да наруши Тоа јас нешто. кога ќе дозволам, кога ќе кликнам, но дали ние како граѓани сме често таргет да ни провалат хакерите да видат што имаме во компјутерот или не се занимаваат со нас? Чим постојано сте на интернет, да, сите сме таргет. Сите сме Да. така. Затоа треба да ние сме на интернет, ова е отворено општество. Така сите сме на интернет, ти само што си на интернет си таргет. Затоа што секогаш ти излагаш преку некаква адреса. Да. Како што ти е личната карта адресата, ти таква адреса имаш на интернет. А таа е одредена адреса која што делува телеком операторот. И со таа адреса ти искачаш на интернет, таа адреса ти е својата, нели,
излез према интернет и преку таа адреса исто и примаш информации. Така да преку таа адреса исто може да навлезе и во твојот дом, и во твојот паметни уреди, и во твојот компјутер. Па не знам дали слушнавте сега последно баш многу се чудев и се смеев дека колку паметни четки за заби се искористени за одреден DDoS напад кој што се случил се не ми текнува во која држава. 140.000 или 1.400.000 четки за заби паметни били искористени. Зато што е паметна четка? Паметна четка има некаква IP адреса која што се врзува на некаков рутер или гетвеј кој што комуницира преку wireless сигнал или Bluetooth или Zigbee сигнал и тој автоматски е бот или извор на напад. И тие се искористени за да праќаат информации до одреден сервер преку интернет за да го направат некаква штета. Тоа се вика distributed denial of service напади. Што сакаат да го оневозможат одреден сервис да работи. Многу едноставно. Не, ништо не е едноставно за мене, за лайк во. Све што искача на интернет све е таргет. Тоа е тоа. Значи треба да бидеме крајно внимателни што кликаме. Тоа е највнимателно, да. Треба да се не треба да се посетуваат страни, треба посетуваат, ама пазите по кои страни треба да посетуваат. Тие што се генерираат од денес за утре страни се тоа се малициозни содржини. Затоа и Google имаме некаква заштита, нели Google е тој кој што е првичната заштита, исто Defenderот кој што ни на самите машини се исто така првиот браникот на нашата превенција или заштита кој што ќе ни каже, ќе ни информира слушај ова има некој малициозно нешто или означено како малициозно нешто. Затоа постојат и категории, имаме категории баш ние еве сега ќе ви кажам, ние што све сме детектирале во рамки на една година, сме детектирале криптомайнинзи, малвери, нови домеини, што се креираат постојано нови. Потоа фишинг напади, potential harmful, значи нешто што може да ти го наруши твојот компјутер затоа што има некаква скрипта која што работи самиот сајт. Еве на пример вкупно сме блокирале ние околу 300.000 лажни веб страни или со малициозна содржина или со криптомайнинг, зашто криптомайнинг моментално нели најпопуларен сеќават и имаше кај нас некој од институциите кој што открија дека имаше вграден криптомайнер во нивниот вебсайт кој што си копаше за одредена криптовалута. Чекај, тоа значи може во мојот компјутер да се влезат и да се копа. Да. Си го оптоварува процесорот, графичката и си копа и јас си сурфам малце поспоро ќе ми биде работењето на компјутерот. Така, може да не го сети да не кажеш. И си биткоинчиња си копа. Така. Секогаш кога сум јас уклучен со лаптопот, тоа е генерално околу 18 часа дневно. Така. Машал. Да. Добро. Доаѓаме се до еден дел кој што е интересен за исто така за пошироката јавност, а тоа е безбедноста на институциите. Значи гледаме компаниите како граѓани сме цел на напад, дека треба да внимаваме, дека на се треба да проверуваме, гледаме компаниите дека се без разлика на големината исто така цел на напад, со фактури, со лажни фактури, со промена на сметки, може да се извлечат пари, може да им се заклучат системите, но доаѓаме сега до оној момент безбедноста на институциите. Институциите треба да бидат безбедни од сајбер напади, бидејќи таму се чуваат сите податоци на нас граѓаните. Спомнавте вие дека на пример нашата здравствена состојба може да биде продадена на осигурителни компании па да знаат што да ни продадат или што да не ни продадат. Едноставно ако имаме болести да не осигуруваат, едноставно да им бидеме премногу ризични и да не можеме да подигнеме осигурување. Значи затоа се крие и здравствената состојба на секој е тајна. Репутацијскиот ризик лично за човекот. Така е, да, ти боледуваш од ова, боледуваш од ова, така што репутацијскиот некако ќе преживееме бидејќи во Македонија одамна веќе немаме репутација, лични репутација, бидејќи се сведовме на омаловажување и напади, така што мислам дека тоа е најмалиот проблем, повеќе ова кај што не ќе можеме да оствариме некои други права. Во други земји репутацијата е многу битна, кај нас тоа не се цени одамна, но што правиме со институциите
институциите гледаме дека беше нападнат, го спомнавме веќе Фондот за здравствено осигурување, но беа нападнати во соседството многу институции, спомнавме и Албанија дека е нападната, Србија. Нема каде што не се напаѓа. Ајде да дадеме една генерална оценка за безбедноста на институциите во Македонија. Безбедни ли се од сајбер напади? Значи, најголемиот проблем кај институциите е што нема кадри, нема луѓе, односно многу ресурсите се многу слаби за да тие ресурси потоа обезбедат технолошка заштита. Затоа што за да дојдеш до технолошка заштита треба некој да каже нешто што треба на институцијата за да се заштити, односно да направи таа архитектура, безбедност архитектура каде што ние го викаме тоа defense in depth, односно да ја направи таа одбрана во длабочина за да бидат отпорни на тие напади, односно да не се случат тие напади. Најголем проблем е ресурсите. Но ајде да речеме дека и ресурсите се решаваат со аутсорс, нели, со компании кои што ќе помогнат, ќе асистираат, ќе дадат луѓе и слично. Пак можам да кажам дека во последната година малце повеќе мрдна работава со тоа што малце со свест институциите, не само нели фондот кој што беше и други институции си имаше кои што биле нападнати успешно и хакирани, но тоа вајде не се објавува, али генерално почна се дига свеста, започна да се размислува во однос на инвестиции на сајбербезбедност, на промена на технологија, на имплементирање на нови технологии, на малце размислување надвор од кутијата, за ангажирање на надворешни луѓе за помош, така да верувајте никој не ќе да се најде во момент да биде хакиран, затоа што немате спас. Буквално немате спас. Ако немате одредени работи како бекап и слично, вие сте блокирани скроз. Но можам да кажам дека беа на многу ниско ниво, но чувствувам некаква придвижување, не некакво ниво, големо придвижување. Дали тоа беше законот кој што сега го наложи, го наметна, го накреира, па отиде до собраниска процедура, не знам до каде е сега, но тоа е законот за безбедност на мрежи, на критична инфраструктура и на мрежи, кој што е од NIS-2 потекнува законот Network Information Security, така да се придвижија работите, се уште на ниско ниво, свеста почна да се, поготово кај функционерите и кај директорите, почна малце да се зголемува свеста и сваќаат дека можеби е подобро да инвестираат во безбедност, не да купат нови столици или нови автомобили, па одредуваат дел од буџетот за сајбер безбедност, што ме радува, што директно и индиректно работиме со нив, им помагаме, но знаете, очекуваат од нас дека ние сме Брусел Мајти, со магично стапче ќе направиме, ќе дојдеме и ќе направиме, ќе биде све безбедно. Не, едноставно, тоа е процес кој што се одржува, трае се одржува и секоја што ни знаат да ни кажат, ова е never ending story. Да, never ending story, но замисли и твоето security да е never ending story за хакерите. Дека колку и да се обидуваат џабе. И сега доаѓаме до онаа прашање кој треба да се грижи за сајбер безбедноста на институциите? Дали тоа да бидат самите институции или да имат државни институции кои што тоа ќе го прави, државна институција кој што ќе ги заштити сите државни, барем критичните, не мора сега во Македонија има 1300 институции кои што се. Тоа бројкава ја знам, на толку Државниот завод за ревизија прави контрола, би требало да прави контрола на толку државни институции и општински и локални, но значи зборуваме за 1300 институции. Дали тоа треба да го прави државна агенција некоја која што ќе биде опремена и човечки, технички, која што ќе ги стави под своја капа и ќе биде тоа коска и никој не ќе смее да се осмели да чепне бидејќи ќе биде силна, или тоа треба да го прават и вака и надворешни компании, во соработка со надворешни компании кои што ќе помагаат во заштитата на работата на институциите. Дали треба да биде централизирано, дали децентрализирано, што мислите ви? Јас сум секогаш за централизирано и се борам за централизирано да биде, но со оглед дека како е најправилно, сигурно е најправилно да бидат интерни ресурси, но во недостиг на ресурси секогаш постоиме ние кои што ќе помогнеме, но се бориме да биде све тоа централизирано. Агенцијата за сајбер безбедност што треба, или со агенцијата за дигитализација под кој што треба да дојде дело за сајбер безбедност, беше замислена така да се централизира целиот процес, односно све од централно место да се управува, да се менаџира и да се инвестира за сите институции. Са не знам дали ги офаќаше сите институции, вклучително сите јавни установи, не знам, но тоа беше идејата тоа е идејата на агенцијата која што треба да се формира, што не знам
искрено до кој статус е, но сум да се централизира безбедноста, да се централизира, затоа што во недостиг на ресурси најуспешно е централизацијата и автоматизацијата, така. Како ние да го мониторираме или да го спречиме одредена активност ако се на поише места различни. Така. Тоа исто како едноставен пример е само мониторинг центри кои што се прават за видеонадзор. Нели тие поставуваат камери, од едно место ги гледаат и кај да се појави крадец или некаква сомнителна активност од страна одреден, не знам, злонамерен тука поминувач или било кој минувач, он ќе го детектира од едно место и веднаш ќе реагира. Затоа ние го направивме тој security operations за да централизираме работите и од едно место да обслужиме повеќе работи. И тоа треба да прави државата, да централизира. Во многу европски држави тоа е веќе направено, каде што е централизирана безбедност, дали било од интерни, дали било од аутсорс компании, но сепак централизација, автоматизација го прави, но пак и тоа е инвестиција која што треба да се размислува. Реков, лаик сум за сево ова, читав што можам да прочитам, но сепак лаик е лаик. Едно е да се подготвувам за разговор, друго е да ги знам работите од внатре или да го следам да ми што се вика на ужа специјално сево ова. Ние во Прилеп изградивме еден центар кој што требаше да не ги заштити дигиталните податоци од не дај Боже. Но што значи, дали тоа е у суштина оној бекап што е потребен? Например, ФЗОМ не знам дали имаше бекап и едно е кога ќе се случи кражба на податоци или заклучување на податоци, но ако ги имам јас бекап, ако ми се заклучени, ќе ги повикам од таму и никому ништо не може да ме уценува, односно може да ги замолам само да ми го ослободат системот и без малце да не бидам уценет, бидејќи имам од каде да ги повикам податоците. Постои тоа е поентата на Прилеп или не е тоа поентата? Тоа е поентата, најправилен начин е тоа со бекапот за заштита од вакви, затоа што пак ќе кажам 100% безбедност нема, дали преку технолошки човечко влијание или било какво влијание ќе навлезат во нашиот систем, секогаш треба да има тоа 3-2-1 стратегија. Значи на 3 места треба да го има бекапот, еден офлайн, еден онлайн и еден локален. И затоа сега 3-2-1 стратегија за бекап. Да, тоа во МВР кој што го има во Прилеп е дата центар кој што е треба да биде во служба на институциите кои што треба да го користат за бекап, односно тоа е центар кој што јас не сум бил таму, но кој што знам дека е центар кој што треба да си однесеш своја опрема, да си ја поврзеш и потоа да си биде како колокација твоја за твојот бекап. Тоа, ако добро разбирам од ова сега што ми го кажуваш, тоа е и јас ако сум институција, таму нема да начекам веќе инсталирани огромни сервери, што јас треба само да закупам простор во тие сервери и да ги чувам моите податоци, туку јас треба да си однесам мој сервер па да се поврзам со него. Мислам дека е така. Не сум бил јас, пак ќе кажам, но кога што го знам од јавните институции дека треба да се однесете опрема и да се инсталираат. Може би грешам, мислам дека не грешам, али сепак е колокација. Се обезбедува целосен простор, добро направен, направен простор, затоа што согласно безбедности стандарди за disaster recovery, така се вика нели поимот, односно за враќање од катастрофа, случај земјотрес во Скопје, за повторно да работи системот на одредена институција, само се покренува таму системот и мора да биде минимум 100 километри оддалечен. Се покренува системот во disaster recovery центарот и повторно се работи системот од било каде. Тоа е идејата уствари на disaster recovery центарот. Не сега тој бекап, тука сега disaster recovery центар. Работам економија и многу кај што бидејќи чиста економија работам, кај што се парите, затоа се вика каде се парите, таму е корупцијата. И една од омилените теми што ја работам веќе 5, 6, 7, 8 години е корупцијата во државава. Значи поентата ми е што дел од институциите не се вмрежени меѓу себе и не може да се ги проверуваат податоците. Знам, например, Државната комисија за спречување на корупција имаше поплаки дека не може да користи, например, УЈП не може да ја користи директно онлайн, не може да ја користи Министерството податоците на Министерството за внатрешни работи, зборуваме за онлайн, сега со седи тука клик,
да кликнем, мислам дека и УЈП и МВР се на некое елементарно ниво поврзани преку интернет, односно електронски, но не се онака да може да ги вкрстуваат во реално време податоците, да видат, инспектор да провери, да најде. Има и други институции што би требало да бидат вмрежени со МВР, да бидат вмрежени со УЈП. Например, имаме и извршители кои се лиценцирани за да може да проверуваат кој каде е сето. Тоа значи тоа би требало да биде некаква мрежена што самите институции и лиценцирани поединци кои што вршат општа дејност, односно со лиценца дадена дејност. Колку е тешко од аспект на безбедност да се вмрежи се во ова и да се одржува безбедно, бидејќи најчестиот одговор на сите институции што имаат затворени системи и не ги отвараат е дека не е безбедно. Со добра архитектура, со добро решение, секогаш може да биде безбедно и да биде контролирано. Затоа се поставуваат контроли, безбедности контроли се вика. Затоа не се поставуваат никогаш една контрола, две, три или повеќе контроли се поставуваат, каде што таа комуникација ќе биде безбедна и пристапот до тие информации ќе биде безбеден. За кажеме како е мрежно да се односно или апликацијски или мрежно да се поврзат, тоа се зависи од оној кој што изработувал апликацијата, системот, архитектот кој што го градил тој систем, затоа што тако е затворен систем, И сега подобро ќе кажеме не е безбедно отколку сега да инвестираме, па да го отвараме тој систем, па да инвестираме во нова архитектура, па или чекаме да видиме дали треба некаква надоградба или слично. Иначе јас секогаш ставам за тоа дека све што може да се пренесе, може и да се заштити. Дефинитивно. Има начини да се заштити. Сега не би влагал у детали стручно како тоа би идело, али секогаш има начини во форма на цевки ги викаме, ако оставиме една цевка од едно до друго место, ако пуштиме од тука вода, таа вода овде ќе излезе, нема да излезе на страна негде. Да само треба да пазиме да не пукне некаде и дупче некој да не направи. Па тоа е ризикот само. Ако пукне тоа дупче, тоа ги викаме, нели, ако дојде човекот од средина, па да ги пресредни информациите. Но затоа викам, со повеќе контроли, тоа дупче и да се појави, ќе се детектира или ќе се покрие или ќе се прекине водата и нема да тече одредено време се дека не се покрие дупчето и потоа повторно ќе се продолжи. Дојдеме до еден дел. Све е битно контролите. И да се следат, и да се почитуваат, и да се информираат. И сега човечкиот фактор, кажавме како стојат институциите со човечкиот фактор и да преминеме на оној дел, вие како стоите како компанија, како фирма со човечкиот фактор, колку е луѓето сакаат да инвестираат во да бидат во оваа дејност или и вие имате проблем со вработените, но пред да одговориме за компанијата, бидејќи сепак човечкиот фактор е многу важен, како стојат институциите со човечки фактор? Имаат ли луѓе кои што се доволно добро обучени за безбедност, за сајбер безбедност? Значи многу слаб, не слаб, немаат ресурси, не би рекол слаб, немаат ресурси за сајбер безбедност, затоа што законот е таков, не може да ги платат. И затоа се прави нели оваа агенција каде што се формира агенцијава каде што ќе бидат надвор, не да бидат државни службеници, но ќе бидат со посебни плати, со посебни бодови, со многу повисоки плати од државните службеници. Што се однесува до државните институции, воопшто немаат ресурси, буквално затоа сме тука ние да помогнеме и сме војни да помагаме, не само за општеството, што сепак и наши податоци се таму, но еве и во странство каде што работиме, во интернационалните пазари, и таму нема, не дека сме ние нешто исклучок. Но и регионов да го земеме и интернационално. И како се снаоѓате вие? Еве државата не може да ги плати и тоа е проблем на сите високостручни луѓе и затоа си одат во приватен сектор. Можеби ние се смееме многу често во јавна администрација се преплатени за тоа што работат, но има сектори кои што се навистина ако излезат од тие сектори и одат во приватно, многу подобро се платени. Например, во Министерство за финансии знам дека има сектори кои што со такво искуство секаде може да се вработат надвор од Министерство, а земаат смешни пари, 35.000, 40.000 денари месечни приходи, а во било која друга институција, приватна зборувам фирма, би било дупло, па минимум дупло за повеќе од тоа што добе. Како вие се снаоѓате со луѓе? Ние пожаме на чудна стратегија, мислам чудна, за некого чудна, за многу луѓе правилна. За нас правилна. Ние
земавме да ги градиме луѓето кои што се заинтересирани за сајбер безбедност од нула. Буквално ние викаме ги земаме од клупа, ги менторираме и ги носиме на ниво каде што можат веќе сами да ги обслужуваат нашите клиенти. Со тоа што инвестираме многу во нив, во однос на обуки, менторинг, јас се вклучувам целосно во нивно учење, да се искористам и сакам да го искористам моето 16 годишно искуство во сајбер безбедност, каде што имам буквално допир до секоја индустрија, така да едноставно луѓе многу помалку, да го речеме, на 50 луѓе се запишуваат на девелопмент, односно на програмирање, можеби 2-3 ќе се одвојат и ќе бидат заинтересирани. Што го треба да знаат? Рековте од нула, но што треба? Едноставно треба да бидат безбедноста е малце, cyber security е малце викам over the top, него над IT-то, затоа што нели безбедноста е контрола на IT-то, на сите што се IT програмери, администратори, инженери. IT security-то е нешто што треба да биде нивната контрола. За биде нивната контрола, он треба да ги знае сите овие области, така? Так. Треба да знае да се програмира, треба да знае мрежи, треба да знае системи и сето тоа треба да го опфати. Сега, ние претежно ни се луѓето од IT факултети, од техничките факултети, затоа што или па имаме луѓе кои што не се од факултет, али самоуки дошле до одредено знаење за себе, затоа што се потрудиле, знаеле и плюс од нашиот ефорт и инвестиции во обуки се на многу понапредно ниво од тие кои што студираат факултет. Но што е сајбер безбедност е нешто што треба да те можеби чудно ќе звучи, ама треба нешто да те копка, да си љубопитен, да истражуваш, да како што сте вие новинарите, нели, како ги викаат тие новинарите кои истражуваат кога Истражувачки новинари, да. И нешто што треба in deep, во длабочина да влагаш за да дојдеш до проблемот. И како да ги наоѓаш проблемите, односно да ги решаваш проблемите кои што ќе наидеш на нив. Не да ги решиш, да ги наоѓаш проблемите и како да ги заобиколуваш правилата на системот. Значи, тоа е нешто малце надвор од кутијата да размислуваш, викам, нели? Малце така, ама ја пак ќе речам она љубопитен да прашуваш, да истражуваш, да гледаш, па ќе ти дое систем, прашам, ќе истражиш за системот каков е. Так. Значи, малце не е суопано, многу е white spirit, викаме ние индустрија. Како ги задржувате да останат на работа кај вас? Едноставно со новите модерни техники за мотивација на вработените, со обуки, со тимбилдинзи. Едноставно им пружаме шанса да бидат во сајбер светот и да гледат реални напади како што се случува. Што некој не може да го обична компанија која што не работи во тоа, не може да дојде до тоа да добијат информации на како размислуваат хакерите, што објавуваат хакерите, како напаѓаат, кои им се техниките за напад, како обратно да нападнеш, како кога ќе нападнеш, кој им е процесот, кои техники користат за напад. И сето тоа им го дозволиме, затоа они целосно се мотивирани. Морам да пофалам дека во последната година има преголема заинтересираност. Сами што се јавуваат за работа кај нас, но нели полека согласно капацитетите. Сега доаѓаме до уште едно, рековте што треба да поседува тој што со безбедност, но имаме една човечка карактеристика, треба да си чесен за да штитиш нешто. Не може нечесен човек да работи безбедност. Тогаш нечесен човек знаеме што ќе работи, ќе злоупотреби позицијата. Како, например, јас знам, се случува во компании, задолжен за мрежата на компанијата, за IT секторот во компанијата, која си оди, ги зима пасвордите и не им ги дава пристапот до мрежата или едноставно ги заклучува, само он ги знае, фино лепо, едноставно компанијата трпи штети, па после бараат чаре или преговараат со тој што си отишол, што бил, например, главниот за IT секторот. Како да се избегнува? Има ли начини? Се прави ли проверка на луѓето, значи психолошки тест, дали се честни, дали паѓаат под искушение, некој има помали прак на искушение, некои поголеми. Како со тоа се носите, бидејќи специфично бе рековме се е дигитално веќе, може нападите, реков огромен број на напади, зошто некој ако е 100.000 или милион, колку што беше со 60-70.000 што платиле по 20 евра, милионче да заработи, зошто би за милионче би дошол некој во искушение? Како мотивирате и проценувате дека нема да падне во искушение?
Вајде искуството да кажува тоа, али согласно новите стандарди сега се прави background check, односно на сите ние, на нашите работени, мислам, нашите работени, општо се прави background check затоа што и стандардите ти го кажуваат тоа. ISO 27000, SOC 2 сега кои што пробуваме да го имплементираме, тоа се security стандарди кои што се од нели едното од Европа, другиот од Америка, мислам ISO е нели познат светски. И се прави background check зашто ги проверуваме пред, но сепак ја мислам дека искуството и она што со многу луѓе, со многу активности дека го пропознаваме. Јас еве до сега не сме имале таков случај каде што сме одбиле кандидат за такво некакво нечесно насување во минатото или дека можеби нешто да направи во еднината, но затоа и се заштитуваме со јаки договори, со јаки non-disclosure agreementi кои што доколку направи некаква штета одредена треба да се ја сноси нели одговорности, заштитува. Затоа и проблемот кој што посочивте со IT администраторите, тоа не е грешка во IT администраторите, грешка е во фирмите. Затоа што они не знаат како да се го заштитат пристапот и го ја дале целата доверба и пристапот на еден човек, кој што утре ако не му ги исполнат неговите очекувања може да ги уценува или како што реков дека си отиде со сите. Затоа во IT-то се вика тоа 4i принципал или контрола на 4 очи. Секогаш 4 очи треба да имаат контрола. Така. Затоа стандардите викаат кога отвараш нели лозинката на администраторска што е лозинка да речеме на целиот систем се чува лозинка на сите лозинки. Во да супер лозинка што ја викаме, се става во еден сеф кој што во кој што има двајца може да го отклучат, не може еден сам. Так. И да речеме една пола шифра знае едниот, пола шифра знае другиот. Тоа се безбедносни контроли и затоа ги викаме 4i принципал. Затоа не е грешка во IT администраторите, им е слободен да се. Договорите се тие што треба да и со кодовите што ги спомнате. Тоа се договорите кои што ги правите. Да појасниме овај разговор пред да почнеме со снимањето на подкастот, дека институции договараат одреден код да им се направи одредена програма, завршува договорот. Да. Не го даваат изворниот код, едноставно доаѓа ако дојде нова компанија што треба да наследи да го надгради системот, го нема основниот код и во суштина не знае што да работи. Тоа беше муабетот околу кодовите. Све е до договорите. Се е до договорите. Пред да завршиме веќе доаѓаме до крајот, мислам дека останавме должни да одговориме околу мејловите, она што беше нападот со мејловите, што се случи и зошто беше тешко да се открие кој ги праќа мејловите. Па затоа што е стварно тешко, затоа што кога ќе пратите мејл од Gmail, зашто тоа е највише користени Gmail акаунти, кои што се кажате. Gmail акаунтите кои сегаш изворната IP адреса доаѓа од Gmail провайдерот. Но јас не верувам дека беше тешко затоа што Gmail е амерички. FBI, Интерпол сигурно има пристап до Gmail, така? Тоа е на Google. Така. Сега дека долго време требаше да се одреди да Gmail може да изворната IP адреса од каде, но со употреба на прокси, они нели потенцира дека се употребуваат прокси. Што значи прокси? Значи повеќе хопови за да стигне до таа адреса и повеќе хопови се употребуваат. Тоа е хопова, ајде да го преведеме тоа. Од точка до точка. Скокови имаме. Скокови, да. Од Македонија излага во Србија, од Србија во Германија, од Германија во Зимбабве, од Зимбабве во Малдиви, од треба сега да се следат сите за да се дојде до. И сега треба но секогаш и за тоа има трага, доколку нели одредени институции кои што имаат такви ингеренции за тоа да го направат, таа истрага, сигурно ќе стигнат до изворната IP адреса. Но не направија друга тактика и стратегија која што нели исклучија сите мејлови, но и тогаш постоеше јас баш во комуникација со одредени структури кои што ни бара помош некаква за да видиме како може да помогнеме. Ние рекоме имаме решение, нема стигне ајде да го ставиме решение наше, никад нема стигне бомба до вакво до ниедно училиште. Но тука е ризикот кој што треба преземе мора чекај. А што ако една бомба е стварно? Значи тука малце беше нели поголем ризикот, али на крај стратегијата која што ја применија испадна успешно. Ги сменија мејл адресите. Не ги сменија, ги воведоа изворните имејл адреси кои што навистина треба да ги користат. Не да користат Gmail и Yahoo. Не, иначе после пак се продолжи. Добро, окей. Имаме уште една тема што
Сакав да ја зборуваме, таа е голема тема, можеби за башка подкаст, а тоа е, спомнавме на почетокот, дека постојат и Deep и Dark Web. Значи, едно е сурфање преку овие браузери што ги имаме, што ги користиме, ја користам 3-4, но сите тие имаат се знае www. По адресата што ми треба, и имаме точка уште една, имаме .com, .net, зависи што сакаме, gov и разни екстензии, но имаме и нешто што не е баш така напишано, тоа се Deep и Dark Web. Која е разликата помеѓу едното, што значи Deep, што значи Dark Web и што можеме да најдеме таму? Deep Web е нешто што не се индексира, значи тоа е интернетот кај што не се индексираат страници кои што ги индексираат search engine како Google, Bing и слично. Deep Web е нешто што не се индексира и кај што се складираат податоци, сајтови кои што не може да бидат така лесно пристапни од интернет, например, не знам, заштитени сајтови со пасворд, имаат сајтови за не знам, универзитети кои што чуваат податоци или некоја фирма која што чува податоци, а нема пристап од интернет, само одреден, има само одреден канал пристап до него. Е на интернет, али само одреден канал пристап до него. А Dark Web е нешто што е дел од Deep Web, нели? Но за да се пристапи до Dark Web се има посебни процедури, посебни браузери, VPN-и, каде што има и посебни URL-а кои што се екстензии, нели, Onion, и со, нели, као хеш кодови, ние различни букви, бројки за да пристапиш до. И тие цело време се менуваат, тие не се секојаш исти. Например, форумите кои што се хакерски или слично се менуваат цело време. Ти URL-и повторно треба да се истражуваат да ги барат. Дали вие влегувате на Dark? Ние за тоа што го работиме тој сервис се вика Threat Intelligence, односно, нели, осознавање на закани, каде што следиме дали се појавила некаква ранливост на затоа што нешто за што се користат, највеќе се користат, пример ќе кажам, се нашла некаква ранливост во некоја компанија и или се вашиот мејл е пробиен, и вашиот мејл е пробиен со пасворд и вашиот мејл се продава за 10 евра, например. А вие со тој мејл сте најавени на LinkedIn, на Facebook, на банка, на и сите тие информации ги имаат они за 10 евра, $10 ви го продаваат во форма на биткоин, ви го продаваат на интернет и ги стражуваме тие за наши клиенти, нели, доколку најдеме некаков таков ликнат мејл, односно украден, ги информираме за повторно да ги ресетираат своите лозови, да ги сменат. Исто така, ако се најде некаква ранливост за некој од нашите клиенти, исто така се продаваат и тие по $300-400, па после хакерите ги купуваат, па си ги искористуваат, влегуваат во системите и слично. Така да, иначе за даркнетот е за свашта, за се што е нелегално. Дали самото сурфање на Darknet не е незаконски, колку што знам, може да се влезе, но ако се посетат незаконски содржини, тога станува, може да не гонат. Значи не е тоа шега и треба да се биде вичен кон користење и внимателен, но и вичен во користењето. Но исто така може да се заразите од Darknet, исто не дека сте безбедни кога идете на Darknet. Така што многу внимателно некој ако сака да експериментира, да влегува, затоа што јас од она што го читав, ако се кликне на компрометирачка содржина која што е казнива со закон, случајно тоа може да се направи, не е намерно, сепак правите кривично дело, колку што знам. Да, не знам се законот како бе за Dark Web, ама дефинитивно ние го користиме чисто за етички цели. Да, зборувам, например, имам сајт на кој што не знам што има содржина, кликам и таму има многу спорна, например, трговија со луѓе, трговија со оружје, дрога, сето тоа. Јас штом кликнам, влегувам во тој систем како прекршител на закон, дека се интересирам за противзаконски дејства и веќе станувам во тоа, а тоа може да биде буквално случајно без да знам што има на тој сајт, да ми е тоа е поентата. Така што со начнавме нешто, не го објаснивме, не навлеговме. Не би навлегол за да искористам. Не за Darknet, туку за Deep е интересна алатка за нас новинарите, ни ја препорачуваат да ја знаеме, но тоа е башка тема, бидејќи мислам дека тука веќе се наближува времето за крај на подкастов. Ни гостуваше Филип Симеонов од компанијата CPP Service. Зборувавме за сајбербезбедноста, се надевам дека дадовме одговори на прашањата што се интересни, дека овие часи кусур беа интересни за гледање. Ти благодарам што беше дел од подкастот. Благодарам на поканата.